Документи кои откриваат загадена вода со колиформни бактерии во болницата за белодробни заболувања во Лешок, објави лидерот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција. Официјалните документи, како што кажа, ги доставиле свиркачи, а станува збор за извештај за тестирање на безбедноста на водата од примерок земен од болницата уште во мај, во кој според него е констатирано дека водата не е безбедна за пиење, а институциите, вели Филипче, ништо не презеле. Здравствениот систем според него е во колапс, а државата не го штити здравието на граѓаните. Никој не реагирал. Никој не реагирал. Официјални документи. Центар за јавно здравје Тетово. Примерок од чешма, од болницата во Лешок, кај што се лечат луѓе. 51 колиформни бактерии на 100 мл вода. И пишува дека не содействува на квалитетот на вода кој што е потребен за пиење. Па добро, знаат ли овие луѓе што прават? За случајот со загадената вода во Гостивар, Филипче бара оставки, а министерот за здравство и сите надлежни институции според него мора да понесат политичка и кривична одговорност. Според лидерот на СДСМ, додека обвинителството и институциите молчале, епидемијата се проширила во Гостивар, а резултат на тоа се отруени 3000 луѓе. Од СДСМ бараат вонреден надзор и анализи на сите водоснабдителни станици во државата и јавно објавување на резултатите. Обвинителот Савески ја користи тајноста на истрагата како изговор зошто информациите не се соопштувале на време на јавноста. И ова е опасна замена на тези, затоа што квалитетот на водата не е тајна во рамки на истрагата. Туку е факт и јавно здравствено значење има овој факт. Граѓаните мора едноставно да го знаат. Сите кои што учествувале во прикривање на овие информации мора да сносат и политичка и кривична одговорност. Министерот за здравство, директорката на Институтот за јавно здравје, Центарот за јавно здравје, соодветен регионален, Агенција за храна и ветерина и обвинителството. Филипче нема кредибилитет да зборува за здравството каде остави тотален колапс, одговорија од ВМРО ДПМН. Ковид кризата, министер за здравство Венко Филипче. Трета земја во светот по процент на смртност. Ковид криза, министер за здравство Венко Филипче. Наместо вакцини тој договараше провизии од нивната набавка и наместо по $32 за вакцина, тој сакаше да ги купи со договор за $67. Ковид криза, министер за здравство Венко Филипче, наместо заштита на граѓаните и животот на граѓаните, му се запали модуларната болница во Тетово и живи изгореа 14 наши сограѓани поради анекс за 20%. Од владеачката партија додаваат дека СДСМ и Филипче треба да понесат одговорност за се што се случувало во државата изминатите години.